Драган Даутовски со поранешни и сегашни студенти пред тетовци ја донесоа македонската изворна музика. Едночасовен концерт исполнет со звуците од традиционалните инструменти, кои како што вели Даутовски се жив јазик на едно културно наследство, а традиционалните етно звуци се национален инструмент на една држава. Оваа музика е нашето културно наследство. Драган Даутовски го представува низ целиот свет каде настапува. Ки се представиме со традиционални песнопојни и ороводни мелодии кои што се извлечени директно од пребогатата ризница на македонскиот музички фолклор. Иначе ниеден уметник не може да го почувствува, односно барем да го допре или да говори за некаков свој автохтон или уметнички, ајде да кажем, идентитет, ако не се напие барем една чашка чиста вода од изворот. Така да практично вечерва ќе ги донесеме корените, односно изразени преку младите генерации, значи цудовите и плодовите од она што значи корен на македонскиот музички фолклор. Вечерва ќе биде учителот со своите некогашни ученици, сегашни ученици и впрочем им ја предавам палката затоа што тие поголемиот дел од нив се веќе учители и тоа е исто така символ затоа што секој од нас е учител. Практично тоа е и Богомладенецот, Христос е исто учителот, нели? Секој од нас е првенствено ученик на своите родители, на бабата, дедото и така натаму, за да се стекне со правото да биде тој учител. И вечерва уште една символика, значи учителот со своите ученици, односно учителите кои што имаат веќе своји ученици. И се надевам дека ќе биде, не се сомневам дека ќе биде убава вечер, затоа што е во манастирот Лешок, преубави луѓе веќе гледам надвор. Така да наша задача е во овој момент да изнесеме сета убавина на културното музичко наследство на овие простори и на македонскиот народ воопшто. Бајса Арифовска веќе 11 години е професор по народни инструменти. Таа како поранешен студент на професорот Даутовски денес го пренесува знаењето на своите ученици. Како што вели бројката кажува дека етно-традиционалната музика и инструменти наоѓаат место кај младите. Понекогаш луѓето се раѓаат со тоа. Така да многу е полесно кога пак на патот ќе го најдете вистинскиот човек кој ќе ве повлече и кој ќе ви ја покаже, нели, трасата, патот, кога сите тие работи ќе се сложат во една коцка, нели, мозаична. Така да сето тоа расте и како инспирација и како развој и до кај ќе стигнеме не знаеме, само универзумот знае. За самото тоа што имам 11 годишно педагошко искуство и кај мене кажува самата бројка, самиот интерес, самиот успех на генерациите што, нели, ги поминаа со мене таков пат. Едночасовниот концерт се одржа во Духовно-културниот центар Кирил Печиновиќ во манастирскиот комплекс во Лешок. Ова место и следниот период ќе биде домаќин на слични настани со цел збогатување на културниот живот на населението во регионов.